Лошите искуства од животот се најплодната инспирација за пишување романи кои неретко остануваат бестселери. Ќерката на дрвосечачот и Флерт уцени и високи подпетици се токму вакви приказни чии автори Наде Стоилковиќ и Маја Божиновска деновиве ги промовираа во Виница. Приказната за ќерката на дрвосечачот Нада ја чувала во фиока цели 19 години заради немање слух од издавачките куќи. За сега, благодарение на новата издавачка куќа Сакам книги, да го доживее вистинскиот бум. Наде Стоилковиќ е познат новинар и има работено како уредничка во повеќе печатени изданија. Новинарското искуство и помогнало да го напише првиот роман кој е стилна женска приказна инспирирана од тугите судбини низ главниот лик на романот Дана. Наде вели дека ја открива женската сила и издржливост. Цел живот ми беше сон да напишам роман. Значи, и таа приказна ми беше раскажана, таа тлееше во мене и јас едноставно можеби таа требаше токму да биде напишана. Може пред тоа сум имала можност и друго нешто да напишам, затоа што пишував многу раскази. Меѓутоа, веројатно за секоја работа треба да се дојде моментот. Дана е вистинска приказна, меѓутоа локациите кај што е сместувана и после тоа ликовите кои се пишувани се ликови кои јас според мојата имагинација ги формирав. Затоа и на некој начин или опишање овој крајот на оризите, тоа е Кочанскиот виничкиот крај, зашто тој крај јас највеќе го познавам. Приказната на Маја Божиновска пак е нејзино лично искуство од борбата на пазарот на труд и книгата веќе има свое второ предложение. Бев инспирирана од едно мое лошо искуство со една компанија во која претходно аплицирав со еден мој изработен проект. Проектот беше одбиен, меѓутоа подоцна видов дека е излезен во јавноста како една маркетинг компанија за определен производ и едноставно таа фрустрација и тој револт што го почувствував направи да седам пред компјутер и буквално да го пишувам она што сега веќе представува доста успешен роман на македонската книжевна сцена. Велат дека неубавите работи ги инспирираат уметниците да создадат нешто нивно, нешто значи што ќе остави трак. Мислам дека тоа се случува и со мојата книга, затоа што навистина е книга која е блиска до сите нас, книга која ги прикажува проблемите на една модерна, современа жена, девојка, дали станува збор за нејзината кариера, дали станува збор за љубовниот живот, значи тие теми, за тие теми тука ќе прочитате во оваа приказна, во оваа книга. Двете новопромовирани авторки беа непокладни на библиотеката Ванчо Преке, која откупи по повеќе премиероци од нивните изданија и истите стојат на располагање на читателите во Виница, а караванот на издавачката куќа Сакам книги продолжува низ останатите градови на државата.